Бил Гейтс предизвика загриженост со најновата изјава дека паметните телефони наскоро ќе бидат заменети со технологија која многумина ја сметаат за застрашувачка. Според него, оваа промена ќе биде толку значајна што ќе го промени начинот на кој комуницираме и користиме информации. Основачот на Microsoft истакна дека иднината припаѓа на технологијата базирана на чипови кои ќе се вградуваат директно во човечкото тело. Овие уреди ќе можат да го следат здравјето, да обезбедуваат комуникација и да ги заменат традиционалните мобилни уреди, што предизвикува и надеж и страв кај јавноста. Бил Гейтс замислува свет каде паметните телефони се заменети со електронски тетоважи, концепт кој звучи како да е излезен од научно-фантастичен роман. Овие привремени, електрично спроводливи тетоважи ќе се применат директно на кожата, ефикасно претворајќи ги нашите тела во живи комуникациски уреди. Иако Гейтс верува дека ова е чекор кон подобра и поинтерактивна иднина, многумина изразуваат загриженост за приватноста и можните злоупотреби на ваквата технологија. Останува да се види како ќе реагира општеството на ваквата можност и дали паметните телефони навистина ќе станат минато. Apple утре ќе представи нов производ, а шпекулациите сугерираат дека станува збор за поевтин модел на iPhone. Компанијата долго време размислува за пристапен уред кој ќе биде достапен за поширок круг корисници. Според извори блиски до компанијата, новиот iPhone ќе има поскромни спецификации, но ќе задржи препознатлив дизајн и софтверска поддршка. Целта е да се привлечат купувачи кои сакаат iPhone, но не можат да си дозволат премиум модели. Официјалната промоција ќе даде одговори на сите прашања, а љубителите на Apple со нетрпение очекуваат да видат дали компанијата навистина ќе лансира најповолен iPhone досега.